акција. Добро беше. Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Шоу. Тинтери шоу. Не ми се верува на кој филм дојдовме. Па не е смешен. Така кажеш да ти пресмешен. Да. Само ми е досаден. Види како е бебешки. Како ми не можеш да веруваш, гледај колко е смешен, гледај колко глуми човекот. Ова Гледај колко е. досаден ми е. Не. Ај на друг да одиме. Никад не ли е смешно? Не е смешен. Не се да За гледам. тебе. За нас е смешен. Ника заспа. Не, види така. Не, гледайте колко е смешно. Ника, живе се спиш? Да. Гледате, види. Много беше смешен. Фала Богу, заврши. Нели Калима, Марко, каде се сите? Много е темно. Помош! 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 Помош, мамо! Помош! Тинтери шоу. Знакот еднакво бил измислен од страна на еден математичар во 1557 година. Замислете, до тогаш немало еднакво. Епа, како тогаш решавале задачи? Просечно еден човек јаде 65 јаболки годишно. Тоа е малце, треба повеќе. Дали сте знаеле дека од ананасот се прави вино? Чудно. Какво е тоа вино од ананас? Дали сте знаеле дека ананасот има преубав цвет? Ако не сте го виделе, еве го. Дали сте знаеле дека малите ананаси се најбавите овошје што сте ги виделе? Или можеби не сте ги виделе? И ти ако не сте ги виделе, еве ги. Стварно се убави. Здраво! Дали сте знаеле дека има печурка која расте во дивина и таа има искус на пилешко? Ням. Драги гледачи, се извинувам, а сега од режија ми најавија дека печурка на македонски се викало габа. Габи, печурки. Благодарам, многу пријатно. Што? Во човечкото тело има доволно јаглерод за да се направи графит за 9000 моливи. Чудно. Ние сме 9000 моливи? Тинтери шоу! Треба да избршим табло. Добро го направим судјавто. Ова била изложбата на графити. Ајде да се сликам. Се извинам, може да се потргнеш? Да, ама јас сакам да се сликам, ај тебе ако те чекам ќе помине многу долго време. Па и јас сакам да се сликам. Па и јас сакам. Па и јас сакам. Ајде мола малце да се потргнеш. Ама јас сакам тоа да го фатам, извини. Јас баш овој сега сакам, верно житото. И мене сега тоа ми треба. Уште него не достигна. Те мола малце потргни се, а? Те молам и ти, малце. Ама јас сакам да се сликам. Ама јас прва дојдов.
Нема врска дека прва си дошла. Јас сакам исто да се сликам, а тебе като чекам ти можеш 1300 слики ја направиш и кој ќе Ова е чека? изложба на графити и кој сака може да се слика и треба да има Епа, ред. јас сакам. Ајде. Епа и јас сакам. Ајде сега. Офлена. Да молам престани да се буткаш. И ти исто. Јас не се буткам, јас сакам да се сликам. И јас исто. Што направи? Па ова е табла. Па, тука Добро. беа сите графити, зошто Да ги слики. избриша? Ова е како прва е училна, а и изложбата ќе биде другата недела во среда и во холот. Изложбата? Да. Па што бараме ние тука меморијата си ја слуша мајка. Што па ја најдов да сликам за џабе? Полесно ги памтиме работите што се чудни и што се напишани со нечитлив фонт. Значи се што ќе напишам, се памти. Ајфеловата кула расте повеќе од 15 сантиметри за време на летото. А, пошто е железо и железото расте и така се случува. Шимпанзите се многу добродушни суштества. Им помагаат на сите, па дури и на луѓето без да бараат ништо за возврат. Би сакал да имам шимпанзо за пријател. Во една лажичка почва има повеќе организми отколку што има луѓе на планетата Земја. Дали сте знаеле дека црвите се корисни животни? Тие збогатуваат почвата и ги рециклираат материите во почвата. Исто така, црвите служат и за ловење риби. Ах, едно црвче, а толку многу функции. Дали сте знаеле дека американците јадат најмногу домати повеќе од сите зеленчуци? Ама не јадат шопска салата. Еј, дечки, што гледате? Треба прекинем игра, многу важна игра. Не, чекај, ќе изгрешам, немај. Еј, сакате да одиме на сладолед? Доста ќе изгрешам, другарка ми ќе ми се наљути, чекај. Да. Сакаш да одиме во парк? Каков парк, ние веќе сме горите? На сладолед? Не, каков сладолед? Нас не ни се јаде сладолед? Дечки, ќе ви се расипат очите од игра. Како па да не? Како може? Ќе ти се расипат очите, Софија. Нема шанси. А сега јас ќе отидам. Чао. Чекај, Калин. Чекај. Ау, главата. Ау, главата. Ми се скрши телефонот. Не. Ви кажав, мамо, со несвестија. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам еден доста интересен експеримент кој не го снимаме сега, туку малку подоцна, надвор. Ќе нема тон таму, затоа сега ќе објаснам се што се случува. Ќе правиме една хемикалија многу опасна, која се вика манган хептоксид. Молекуларната структура е ваква.
тоа е. И оваа хемикалија е многу силна оксидационна супстанца. Може дури да запали ракавици, против средството што се користи против пожарен апарат. Се подготвува со мешање на концентрирана сулфурна киселина и калиум перманганат. При таа реакција се добива и магнат хептоксид. Тоа е тоа, видите ја реакцијата. Првиот човек што нарачал пица е кралицата од Италија. Тоа е 19 век. А што пица нарачала? Според моите податоци, мислам дека нарачала маргарита. 97% од водата во целиот свет е солена. И замислете, не може да се пие. Толку многу вода, а не може да се пие. Дали сте знаеле дека највалканото нешто во вашиот дом е далечинското? Не сме знаеле. Дали сте знаеле дека коњите не можат да дишат низ уста, но можат низ нос? Па, ако не можеа ни низ нос, тога што ќе правеа? За да изедеш еден оброк потребни ти се само неколку минути, но за телото целосно да свари храната околу неколку часа. Ах, нашето тело е многу чудна направа. Дали сте знаеле дека научникот Целзиус ја измислил Целзиусовата скала? Но тој ја измислил сосема обратно од денешната. 0 била точка на вриење, а 100 била точка на мрзнење. Па, порано било доста нелогично, сега е многу пологично. Дали сте знаеле дека школките неколку пати во својот живот го менуваат полот? Сега сум женско, не, сега сум машко. Што? Добар ден, ученици, денеска имаме нова ученичка, Теа Велеска, таа оваа година ги учи со нас. И седни Теа, ега седни до Марија и до Ана има место. Се надевам дека ќе ја прифатите и дека убаво ќе се дружите. Еј, здраво, како се викаш? Ми каже наставничката. А во која школа учише пред тоа? Можеш да зборуваш? Дали ти треба бомбонче за грло? Јас имам бомбончиња за грло. Не. Ау, а ти не го сакаш тој Бојан, па толку си чутлива. Навистина. Леле, девојче, во шо му е? Остај го. Значи, не можам да разберам што ви е на вас проблемот. Значи, од преска ми зборите, а што е ова бесовито? Те молам, кажи ми, што е ова соито? Не ми се верува, ова образовна институција, значи не ми се верува. Кај дојдов овде када, сакате да ме не образувате, сакате да ме... Не ми се верува. Исти сте вие две прчли, па што е тоа? Мастика на час ли се джвака, па за тука ми зборите, бе, час е ова петица. И таблава, леле, Господе Бог. Филмови сте цртали, значи не ми се верува. Еднаш, јас кога бев во кино, кога гледав тој најубавиот филм, кај што ми има, кај ја виде бе? Абе, за тие поканките сакам да ви кажам. Не знаете какви беа грозни. Имаше сол, имаше бивер, што е тоа бе? Абе, кога ќе лапнеш ти се лепат за устата, бе, не ми се верува. Дечки, абе, не ми што е тоа поканка ли е бе? Жолто е. Дали знаете дека во Мичиган е легално да се ловат еднорозите? Постојат еднорозите? Па, не знам дали постојат, викаат дека ако зав... А, што? А, како е ова возможно? Од каде врне? Дали сте знаеле
дека порано машиките носеле високи подпетици. Молам? Срамотиловци. Дури во 18 век почнале жените да ги носат. Дури во 18-ти? Дали сте знаеле дека ако им пуштите музика на кравите, тие ќе дадат 3% повеќе млеко отколку вообичаено? А битно е каква музика? Дали сте знаеле дека во 1 грам почва има околу 5000 различни видови на бактерии? Тоа е многу. Само во 1 грам? Што? Знаеш како се вика стручњак за вулкани? Не. Вулканизер. Вулканизер. Моника, дојди. Кажи. Дојди. Со другарките сум. Ама те молам, дојди. Кажи, што е проблем? Знаете дека ми се клати зап? Дај да видам. Леле на вистина. Дечки, ама сестра ми многу се плаши од вазање на заби. Ти да го извадиме со дечки? Да, ајде, со банана, може? Може? Ајде. Ми се јаде банана. Ајде. Многу витамини. Многу. Ајде, видимо дали ќе спадне. Ајде, повели сега јади. Добра си? Ништо не те се случи. Ајде, отвори остана. А со јаболко да пробаме? Добре, дај ми ја бананата сега. Добре, сега ќе ти дајме на јаболче, многу е вкусно. Сакаш јаболко? Јади. Многу витамини има. Многу е здраво. Што да ти кажеш? Да. Добра си? Ајде, отвори се. Ајде ќе се пробавме. Ајде, види пеперутка. Убава птицина. Добра си? Отвори се. Ајде да си узиме, чао. Јас ке ти го извадам и потоа волшебната самовила ке ти донесе паричка под перничето. Ама јас во тоа не верувам. Во ред, ајде, довидување. Падна забот. Дојдете. Зошто не викна сите пак? Што се случи? Ми падна забот. Дај да видам. Ајде сега да си го ставиш под перничи и волшебната самовила ке ти донесе паричка. Јас во тоа не верувам. Ај вие дајте ми по 100 динари. Што? Дали сте знаеле дека 2/3 од најхранливите материи во јаболкото се наоѓаат во незината лушпа? Баш тоа што го фрламе. Но, ако се прскани, во лушпата се материите. Замислете, во средниот век постоеле судови и за животните, за тие што сгрешиле. Тоа значи дека во тој век моето куче може да оди во затвор? Замислете, на еден ананас му се потребни 3 години за да создрее. 3 години за да можеш да јадеш ананас, многу е тоа. Најдобро се чувствувате на температура од 14 целзиусови степени и најмалку 20 минути поминати надвор. Мене на 14 степени ми е ладно да ти кажам. Хеј, луѓе, знаете ли дека нахранливите материи во компирот се наоѓаат веднаш под лушпата? Значи, исто како јаболките, не?
Добар ден, драги гледачи, се јавуваме од телевизијата В3 и тука сме со керката на Министерката за цвеќарство и хортикултура од Холандија, Елизабета Ференси. Таа има да не запознае со проектот за тегет лалето. Што имате вие да кажете? Dark blue lale is very beautiful in Macedonia, but in Holland is very small. And we have this project, and it's for all exports in Australia. Кога сме веќе кај Австралија, сега имаме господицата Корнелија од Австралија. Значи, јас сум Корнелија Нели од Австралија, значи не Нали, него Нели. Јас сум Преведат. Значи, јас сум преведувач. Да продолжам. Значи, ова мистер тука беше во interruption и ова она. Значи, јас сум very happy за овој project in Macedonia, па затоа што слушнавме дека тегетното лале е најперфектната диетална храна што е за кенгуру, разни видови на животни, за кенгуру најмногу одговара. И значи, премногу сум happy. Не можам да објаснам. Значи, great project, премногу најмногу great project, значи, до сега. Значи, мојата колешка Нали од Австралија тука кажа дека она ме сака. Фала, Нали? Yes, but kind of great, Nelly. Thank you very, very much. We should get going, get coffee. Yes, my coffee. Yes, кажав дека треба да одиме да земеме кафе. Ајде, значи. Чао. Се извинуваме за нападот на Јубов во програмата, сега ќе се навратиме на керката за хортикултура и цвеќарство. Dark blue tulip is mnogo univerzalen, and se koristi vo grobovi, vo svadbi, vo 8. Mart i vo годишнини од мажови и женови. Тоа беше разговорот со керката на Министерката за хортикултура и цвеќарство од Холандија. Таа е полукерка, но таа си сака исто како да ја керка. И ви благодариме за вниманието, пријатно. Bye! Тинтери шоу!